Почитувани медиуми, ви благодарам што и денеска, како и минатите години, не поддржувате на овој ден на толеранција. Што можам да кажам, навистина се изгуби чувството на човечност, се изгуби чувството да се толерираме, се изгуби љубовта, а таа љубов кон најважните поединци во ова општество се учениците и децата. Навистина во системот на образование треба една сеопфатна, сериозен пристап, бидејќи сето она што е во учебниците всушност се пресликува и секојдневно, така да имаме енормно губење на волја на учениците да бидат навистина послушни, а со тоа и да бидат во добра комуникација со родителите, бидејќи сето она што се е прикажано е премногу политизирано и премногу направено како за 3-4 аршина, но не за аршини на граѓаните. Сите ние сме граѓани, и децата, и родителите, и мајките. Имаме секојдневна нетолеранција код жените, која од ден на ден расне, и Националниот ромски центар во соработка со маргините организацијата и во соработка со Хелсинскиот комитет само може да испрати порака која се надевам ќе допринесе сите оние фактори кои се на позиција и сите оние луѓе кои се експерти за подготвување на образовни, едукативни материјали да ги прикладуваат според вредностите на човекот, на човечната вредност, биќе се изгубено. Ако продолжиме во овој контекст, тоа значи дека ние се повеќе ќе ја имаме зголемена миграцијата, а насилството од ден на ден ќе расне. Биќе не ни треба само празни ветувања, не ни треба само укажување дека ова се презема, направена е ваква кампања или онаква, биќе да ви кажам искрено, сите постана и министрите и владини институции како проектантски бироја кои произведуваат проекти кои не даваат ефекти. Бијќи на овие граѓани на Република Македонија, без оглед на која националност да се, а во овој случај и за ромите, јас ќе кажам, на нас ни треба љубов, посветеност, ни треба развивање на чувството на потребата наша што е. А таа потреба е почитување и давање пат кон иднината. Се изгуби курсот на движењето, а дали ќе се врати се зависи од волјата политичка, се зависи од одговорноста и од човечките вредности. И би сакал на крај да кажам, ние имаме како роми и токму тоа сме разочарани од она што се случува и во образовниот систем, и ова е поддршката и викаме горд биди на она што си, како ви да си. И затоа ја велам, јас сум горд македонец, но меѓутоа сето тоа да биде навистина така, потребна е поддршка пред се од вас, од медиумите, да можат останатите сите кои живеат од придонесите наши и кои дизаат две прсти во парламентот, треба да сватат и да размислуваат малку посериозно. Многу е лесно да се дигне два прсти и да се донесе од еден закон, но меѓутоа треба тој закон да се мониторира. Европа не сака такви како што прокламираме и сакаме да продадеме брзинска некоја импровизирана ситуација. Бараат активности и бараат подобрување. А вие медиумите тоа го можете и не се плашете. Јас испраќам пораки кај вас. Многу ви прават притисок за да вистинските информации ги пренесете на граѓанинот. Ви благодарам многу.